Мислиме дека го имаме најдобриот кандидат, тоа е професорката Билјана Ванковска. Левица истрча прва во обелоденувањето на кандидатот за врвната позиција во државата. По неколку години отсуство од јавниот живот, професорката Ванковска се враќа на политичката сцена. Зошто токму сега и зошто како дел од тимот на Левица? Овој пат нема да бидам, како што велат некој, политичка манекенка која само ќе пропарадира и нема да успее. Не сум случаен минувач во политиката, бидејќи јас политиката ја сваќам во една поширока смисла, брехтовска смисла, дека може ние не се занимаваме со политика, ама политиката се занимава со нашите животи. Така што овој пат сум навистина со многу поголема самодоверба, дека сега постои еден тим, верувале или не, дел од овој тим што е сега организиран во политичка партија, во оноа време пред 10 години беа мали групи, социјални движења или поединци, чии подписи јас ги имам во оние мои стари тефтери од ДИК од пред 10 години. Вели дека ќе има слобода во креирањето на својата изборна програма која нема да отстапува од незините познати позиции, од денеска дополнети со тезата дека земјата тоне во Бермудски триаголник. Триаголникот има 3 агли, а ние имаме 3 договори. Трите ја влечат кон дното, тоне буквално, значи во демократска, политичка, идентитетска и секаква друга смисла. И години подоцна, значи од првиот, тоа е рамковниот, па до овој последниот, па и ова што ни виси над глава како дамоклов меч со уставните промени што ги бара Бугарија, се елементи кои не даваат надеж или шанса да веруваме дека ќе испливаме и ќе тргнеме кон некое подобро утро. Може би делува песимистично, но мислам дека е ова крајно време да се сврти нов лист. Прашање е како токму Билјана Ванковска излезе да биде кандидатка на Левица. Партијата за прв пат излегува со свој предлог на избори за шеф на државата. Ванковска, која за да се најде на гласачкото ливче, треба да собере 10.000 подписи од граѓаните. После сите наши внатрепартиски анкети, каде што имаше повеќе имиња во игра, најдобриот скор го имаше професорката Ванковска. После нашата понуда, таа ја прифати за среќа и мислиме дека конечно е дојдено времето народот да може да избере солиден и мислиме дека ние го имаме најдобриот кандидат за овие избори. Затоа и први го обзнануваме и практично фрламе ракавица на мејнстрим буржуаските партии да дадат кандидати кои што ќе се такмичат со нашиот кандидат. За сега главните, или како што Апасиев ги нарекува мејнстрим партии, се уште не излегле со своји кандидати. ВМРО, ДПМН и СДСМ ги почнаа внатрепартиските процедури, објавија јавни повици за избор на кандидати. Неофицијално за најсериозен играч во таборот на опозицијата се смета Гордана Селјановска-Давкова, која беше кандидат на ВМРО ДПМН за председател и во 2019-та. Актуелниот шеф на државата, кој пред 5 години дојде на функцијата со поддршка на СДСМ и на ДУИ, засега се уште не кажал дали ќе се кандидира за уште еден мандат. Опозицијските партии на албанците најверојатно ќе излезат со свој кандидат, што пак ќе повлече дека и владеачката ДУИ ќе оди со свој предлог во првиот круг од изборите кој ќе се одржи на 24 април. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.